Задоволство ми е што сме домакини на 32 екипи од Република Македонија и од земјите, на стотици млади фудбалери, таленти, кои овие денови ќе ги покажат своите вештини и велемајсторство за фудбалската игра на Пандев Куп 2018. Ја поздравувам иницијативноста и на Фудбалската академија Пандев, кои продолжуваат со поддршка на младинските категории во спортот. Во оваа насока и прилика сакам да напоменам дека и нашата примарната цел на општина Карпош е да се развиваат младински школи буквално во сите спортови. Тоа го покажуваме и со финансиската поддршка на клубовите кои функционираат на територија на општината, но и со организирањето на училишните лиги, каде што ученици од основните училишта имаат шанса да се надпреваруваат меѓусебно во организиран систем на надпревари. Фокусирани сме и кон овозможување на подобри инфраструктурни услови за спортот во општината. Во овој период веќе реконструираме повеќе училишни игралишта во повеќе училишта во општината. Истите прераснуваат во спортско-рекреативни центри кои ќе можат да бидат користени од учениците, но и од сите граѓани. Дополнително, во долго најавуваниот голем парк долж реката Вардар предвидуваме и ново игралиште на фудбал на песок со димензии 39 на 35 метри со трибини кое ќе биде погодно за меѓународни надпревари во фудбал на песок во летниот период. Ако сакаме повеќе успеси и врвни достигнувања, мора да направиме нов систем на поддршка. Нашиот пристап како општина е мапирање на талентите уште во раните години преку училишните игри и поддршка на младинските школи преку поддршка на спортските клубови кои спортуваат, како и подобрување на спортската инфраструктура. Доколку сакаме да го постигнеме успехот на Хрватска, треба да работиме уште денес, координирано, заеднички и плански. Ви посакувам на сите убав престој во општина Карпош, убав престој во Скопје и остварување на големи успеси на Пандев Куп 2018, но и во идните ваши спортски кариери.